нема зграда, трчаме до влада. Финки нема зграда, трчаме до влада. Втор протест за само 10 дена на студентите на Финки. Тие преку маратон од градски парк до влада го изразија своето незадоволство затоа што немаат соодветни услови за учење. Па често се приморани предавањата да ги следат од дома. Немаат амфитеатар, предавалните се тесни, шетаат по објектите на машински и електро за да полагаат испити. Па не е дека толку губиме време колку што губиме настава, што нема доволно просторија. Ние не се шетаме многу далеку затоа што ТМФ машински феилците се блиску, а учиме во бараки што дефинитивно не се доволни. Мали се просториите на ТМФ и многу студенти сме некогаш нема место за предавања, за вежби и за тоа се бориме. Во ден што полагаме 3-4 колоквиуми, тоа е проблемот. Деканот на факултетот вели дека неколку години се разгледуваат државни објекти, каде би можел да биде сместен Финки, но досега владата не го решила проблемот. Јакимовски е дециден дека остануваат на своите барања и доколку на следната владина седница не се изнајде решение за нови простории на факултетот, протестите ќе продолжат. Да се ослободи што е можно повеќе простор во техничко-технолошкиот кампус, со насока да можеме да го реновираме истиот и да започнеме со настава во тие истите простори од 1 октомври. Сега ќе продолжиме со протестите, бидејќи немаме друго решение. Сепак мислиме дека стоиме на става дека има решение за нашиот проблем и дека може да се изнајде. Од тие причини ќе продолжиме понатаму со протести. Во буџетот за оваа година не се предвидени пари за оваа намена. Изградбата на зградата на Финки и Факултетот за физичка култура почна пред околу 8 години, но откако фирмата изведувач отиде во стечај, објектите останаа да стојат, недоградени во фаза на карабина. На Финки студираат речиси 5000 студенти. Интересот за студии континуирано расте секоја година.